Ima me tajna lokacija, naša baza. Mali otraj, pustostrov i oaza. Roditelji te na rabota oda, to ti služba si je služba. A nije toga smeko jedno, brate mili, oti družba si je družba. I mora čuva me, nedvosmisleno i jasno, mora i glasno. Glasna kuća, jedno naše malo skrišno mesto. Na uši stoji me, decibeli broji me. Glasna kuća, tu kasne i poveke od često. Se duri vika me, dobro he, znači postoji me. Nije sme jedna maška, no i jedna ženska banda. Pokotveni za žurka, kako pod komanda. Po pravila i zakoni se davime, se gušime. Najglasniji sme i svi te barijeri keg izrušime. I pora čuva me, nedvosmisleno i jasno, mora najglasno. Glasna kuća, jedno naše malo skrišno mesto. Na uši stoji me, decibeli broji me. Glasna kuća, tu kasne i poveke od često. Se duri vika me, dobro he, znači postoji me. Или правен или економски. Трето нема. Како да не? Животот ти нуди безброј опции за студирање. Да, ама овие ти се најисплатливи. Овие се најклише, значи компјутерџи и глумци се најплатени. Една со друга од 15 години. А да бидеш банкарка или финансовски директор? Можам да сум и глумица и директорка на кастинг агенција. Ама за тоа ќе ти треба економски факултет. Не мора да значи. Колку фризерки знам јас со економски. И најчесто се запишуваат таму кај што им завршиле родителите. Добро, ќе конкурира ли некој од вас за стипендијата? А условите кои беа? Жаки, до сега за тоа зборевме. Секој класен од нашето средно ќе додели една стипендија за на факултет. Па за кого? За ученикот со најдобро подготвена апликација. Апликација за стипендија? Мотивационо писмо е се и оценки. Мотивационо. Тој што ќе ја направи најдобрата за неговата идна професија, тој ќе добие стипендија. Аман. Па уште не си ги знаеме професиите. Јас знам. Медицина. И јас знам. Глумица. Сега се реши. Па што ако? Талентот треба да се развива. А ти Жаки што одучи? Па се мислам помеѓу кибернетика и молекуларна биологија. А? Што правиш, бе? Пишувам. Нема да играме плейка? Играјте вие. Нема проблем. А што пишуваш? Апликација за професија. А, тоа за стипендија што беше? Спомна класната денес нешто. Да. И за која професија ќе бркаш стипендија? За маникир. Што ти текна тоа, бе? По ног да не наплаќате. Вие свесни ли сте на колку луѓе им е потребно средување на ногти? Никој. Сите! Како не? Знаеш ли вие? Знаеш ли што се? Паста за зами.
Гелови за ногти, брат. Најновите. Умрев, ама турчинка не станав. Во парите го видов злото, изгубив и син, ама верата не си ја предадов. Шо збориш, ма? Ќе ти спремам монолог. Оу, пардон? А ти докај си? Го пишаме сејат. Ај, јас веќе го завршив. 100 пати, абе 100 пати сум ви рекла да не влагате без тропање. Извини, итно беше. Не измислувај. Го имам најновиот гел за ногти. Може да го видам? Секако убавице. Може некоја да го купи на попуст можда. 2 за 3, 1 за 8, 6 за 15. На брат ми е тој. Не, мојот е. Не благодарам, имам истваков. Никој нема ист. Пробај го, ќе видиш. Мето те молам искачај. Не гледаш дека сме зафатени. Па ако сте зафатени, можам јас да ви го нанесам на ноктињата. Не треба мето, фала ти. Океј. А што си правите? Не е битно искачај. Се спремаме за конкурс. Се кати ноќта црна, се рути карпав мрак, и петли в село пеат, и зората се зори на карпав крв. Ој, преако, еј. Ме инспириравте и јас да конкурирам за стипендија. А овна што бе? Па... на политички науки. Ау, а апликација спремаш? Онака, денес почна. Е, па ништо, нема да стигнеш. Ќе стигнам. Е, како? Имам врски. Лабаво. Брат, ќе ми напишеш едно есејче од 3-4 странички? Што? Едно есејче, знаеш, во стилот зошто сакам да бидам политичар. Ама важно убаво срочено да е. Срочено. Немам време. Абе, ајжи ти се напиши ми. Еве, ќе ти дам плейка, ќе ти купам бунда, ќе ти купам што сакаш. Еве, и тоа ќе ти го дадам сега. Гелчето. Ма, и двете си се мои. Ама си скржав, значи. Брат, ти требаат и оценки, просек, ЦВ, мотивационо писмо. CV, CV. Имам лоѓе за све тоа. Лабаво. Шо правиш, ма? Актерска вежба. Некоја лудача да не глумиш. Не, значи вежбата е дека си во кафе с понсомови и ти треба да се ослободиш. Ај. Пиши сега. Политичар сакам да бидам, за да му помагам на народот. На народот. Не, шкрт. Политичар сакам да бидам, за да му служам на народот. Служам на народот. Еј. А да ги ставим и двете? Може. Политичар сакам да бидам, за да му помагам и да му служам на народот. Пиши на народот, добро? Сега пиши. Ајде. Како што рекол и самиот Маријанели, целта ги оправдува средствата. Затоа ветувам. Макијавели. Кој? Истиот. Пиши кој сакаш. Само нека има цитатче. Може. Глумиш или плачеш? Плачам. Ај, што ти стана одеднаш?
Значи никогаш нема да ми ја доделат стипендијата за на глумачка академија? Не викај така. Го знаеш филмот Никогаш не вели никогаш? Го знам, исто како што знам дека и тебе ќе ти ја доделат за на медицина. Не ми треба стипендија. Зошто конкурираше тогаш? За себе. Лично да си се проверам. Како не, за да победиш. Ај, ниту една стипендија, ниту еден факултет не е пресуден за да ги оствариме соништата од нашиот живот. Да, ама јас сакам само да сум славна, богата и позната глумица. Не оди тоа преку ноќ. На моите граѓани им порачувам Порачувам. дека веќе ништо нема да им фали. Фали. Нема да им фали. Ни влакно, Пиши. Влакно. ни коркалеп, Ни коркалеп. ни ситно за на флипери, ни топол воздух, ни здрав оброк. Пишуваш? Да, пишам. Пишам. Само секунда. Кажа топол оброк и коркалеп во иста реченица. Па што има врска? Тиките на јадење со десуда. Добро, тогаш пиши дом. Топол дом. Може. И ајде побрза, имаме мотивационо писмо за пишување и треба да го дотераме резимето. Тијата има... Абе, што преме со мојата апликација за професија? Кај од маникир те право министерче, уште се жалиш. А ти што мислиш? Јас талентирана сум? Најталентирана што сум ја видела. Ти благодарам на поддршката, Зоки, а сега одам до дома да си ги спремам документите и потоа да го повторам монологот. Поздрав, женска! Да не ви треба превоз, филмска диво. Не. Знаете, нашата партија има афинитет кон културата и уметноста. Пиши, не дреми, пиши. Добро, пишам. Значи, партијата има афинитет за уметност. Знаев дека Анабела ќе се обседне со стипендијава за глума. Како и ти со пеперучката. И како и ти со медицината. Се откажав. Што? Не конкурирам за стипендија. Зошто? Уште не сум сигурна што сакам во животот. Ама ти уште одамна сакаше да бидеш докторка? Ако требало да биде така, ќе биде. Ако е веќе така, тогаш сигурно ќе ме примат во медицина. Анабела да нема врска со ова нешто? Не. Па само ти и она од цел клас знаевте што сакате во животот. Името. Името? Ведран Приеска ми каже дека бркал стипендија за на политички науки. Вистина е, и нас не каже. Ајде, после какви не биле политичариве. Извинете што влегов без тропање. Што? Дојдов да ви ги поделам овие. Тоа знаете за наше општо добро. Гласајте за мето за остатокот од животот да ви биде лето. Добро е, нели? Лудница. Што се замислуваш, бе ти? Ќе конкурирам за стипендија. Готова ми е више апликацијата. Кој ти ја напиша? Никој, сам. Сигурно. Ми фали уште искуство во политички активизам, во CV-то, ама ако може малку поддршка од другарките. Не фала. Ја немам врска со политика. Не си нормален. Метат, кај бе ти во политика? Па најлесно и викаат дека ме бивало. Како бе најлесно? Па така треба само да се знаеш со луѓе. Тетка ти е во комисија. Врскаджија. Кокошки. Што? Надзор!
Браќа, победуваме. Од кај сеа тоа? Ги прислушкував женските. Пак. Овој пат морав, не исто. И? И ниту една од нив нема појма која професија да ја одбере. Сестра ми ќе конкурира за докторка. А Анабела за глумица. Сестра ти се откажала, а Анабела не беше таму. Сигурно и она се откажала. И сега? Сега јас сум единствениот кандидат од клас за стипендијата. А ја бе? Тебе, Шминкер, ќе те направам министерче. Уште се жалиш. Правото мора да е ослободено од страст, рекол Аристотел, но без навреда голем учителу. Од моите 3 години на Харвард дојдов до лични сознанија дека страста е клучна состојка во учењето на правото, како и во животот. Во вербата во самите себе, но и во другите. Да, тоа се моćни карактеристики кои ни го покажуваат патот напред. Yes. Браво! Браво, Анабелке, браво! Одличен монолог. Каков блок? Монолог за ке монолог од филм. Кој филм? Легално плавокоса. Легали блонд со Риз Ветерспун. Па го знам само на англиски. Да, тоа е истиот. А зошто тогаш блогот го каже на македонски? Монологот, Джаки. И поради пропозиции на приемен. Прозопоци. Сиедно, совршено од глуми, имаш големи шанси за стипендија. А ти да не се откажеше? Што? Ти се откажала? А кој ради мене не си требала? Не е заради тебе. Епа, Заради мето. тој си како нема шанси да ја добие стипендијата? Подготвува лажна апликација и има врски во комисија. Што? Тетка му. Ведран! Уште едно топло чоколадо, Жаки? Не, дојди с места. Дојди Тима. Брат, не е лесна наука оваа политика. Шо така? Па има многу преговарање, убедување, агитирање, асимилирање, етикетирање. Како создадено за тебе? Мислиш, а? Ти стои професија со лажење и крадење. Нема што. Не сум украл ништо, жими мајка, жими татко, жими PlayStationот, жими се. Ама се служиш со превари. Од кај тоа? Види онде. Гол! Слушна дека Јана Бела се пријавила за глумица. Што? Да. И тоа најдобра апликација има. Од кај знаеш па ти? Цел клас бори. А има и видео на Facebook од незиниот монолог. Па ја мислев се откажала. Па не се откажала. Ај, кај може глумица со политичар? Ова е изборен преседан? И плюс, сите ми викаат дека сум роден политичар. Кој без сите? Мајка ти и тетка ти? Не тропај, ќе попиеш кривично. И... готово. Што готово? Ми ја заврши апликацијата? Да. Конечно. Брат, за поднесување имаш уште 20 минути. Анабела сигурно веќе ја однела. Пакувај пликот и одиме. Веднаш, председателе. Господине председателе.
Ајде, дојде. Не, само секунд. Како председател на оваа земја и на неле, ајде, молам. Први. Ајде, дојде. Јас. Не, ама Убаво кажи чест човекот, ми е први, после јас позади вас. Може? Јас го чекам обезбедувањето. Обезбедувањето на вратата ќе ве чека. Ве молам. Ама не, ве молам. Мето, значи, ми се против стани. Тек се има да види што е политичка диверзија. Инсуверзија. Само ве молам, за ова никому ни збор. За кое? За ова, Жаксон, за ова. Гајле ми е за едно писмо. Само победата да не ни биде доведена во прашање. Пак треска, Жаки? Знаете, политиката може некојаш да извојува некоја битка, но не може и цела војна. Добро. Тоа го може само уметноста, а неа ја нема. Здраво, дечки. Здраво. Како помина? Не ја добив. Важно ги помина сите вежби по актерска игра. И тоа ти е искуство. Да, за тоа си во право. Затоа ич не ми е криво. А глумачката кариера? Па не знам, ќе видиме. Млада сум. Сите сме ма. Да, Жаксон, и заради тоа не знаеме точно која професија сакаме во животот. Јас сега знам. Од кибернетичар и молекуларен биолог се пребацив на пожарникарка. Мада може и полициски инспектор. Доста прецизно. Внимавај, Жаксон. На некој начин тоа што го сакаш, тоа си ти. Па и возач на автобус не е лоша професија. Не, ниту една не е. Да, се додека се чувствуваш како да ја извршуваш, а сепак не одиш на работа. Баш така. Извини, Анабела, која доби стипендијата? Не знам, излегов. Мето, Потешко. Петран, гледај стипендија за маникир. Јупи! Како ти успеа, брат? Па ти што мислиш? То, мајсторе. Игор, што си направил? Ништо. Само во кликот на мето си ја ставив мојата апликација. Како бе? Најрегуларно. Само сменив име. Сепак креативноста ја победи политиката. Камо и во животот да беше така. Намештајка! Корупција и непотизам! Тебе, сатано, ќе ми платиш. поговорката, професијата го прави човекот, некогаш ја губи смислата. Како иде? Добро, До кај си? до тераси спокојно. Знам, германците изгубиле. Отидов да го видам и шо да видам. Што? И Жаки и Лили таму. Он сам, двете околу него. Сигурно учеле. У кафич? Да, 100% учеле. Имаме тајна локација, наша база. Малиот рај, пуст остров и оаза. Родителите на работа одат, док и служба си е служба. А ние тогаш сме ко едно, брате мили, оти дружба си е дружба. И порачуваме, недосмислено и јасно, мора и гласно. Гласна куќа, едно наше мало скришно место. На уши стоиме, децибели броиме. Гласна куќа, тук
тука сме и повеќе од често, се дури викаме, добро е, значи постоиме. Ние сме една машка, но и една женска банда, подготвени за журка како под команда. По правила и закони се давиме, се гушиме. Најгласни сме и сите бариери ќе ги срушиме. И порачуваме, недвосмислено и јасно, мора најгласно. Гласна куќа, едно наше мало скришно место, на уши стоиме, децибели броиме. Гласна куќа, тука сме и повеќе од често, се дури викаме, добро е, значи постоиме.